Почитувани љубители на кошарката, добро вечер од салата 8 септември во Тетово. Ќе проследиме надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс Татака и од Тетово и КК Мега Баскет од Прилеп. А ви овој пренос во живо на YouTube каналот на Тетовски спорт го следите благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи, тоа се пица и кейк сервис Јани ФМ. Дефинитивно највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Секој работен ден домашно сготвено јадење и колачи по избор, нарачки на телефон 075-909-000. Music Bar Vibe, младите знаат зошто Vibe е најдоброто место за забава во Тетово, а останатите да побрзат на 9 април. Vibe ви нуди ново изненадување и тоа нови фосили во Македонската филхармонија, додека на 9 март оној концерт на Иван Босилчич веќе е распродаден. Нови наши пријатели поддржувачи за овој преноси во живо се Ателие 22, дизајн и мебел, компанија за изработка на високо квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериери, архитекторски дизајн, се издвојува од конкуренцијата со својот квалитет, локација во село Лешок, телефонски број 070 358 300. Казино Стар на неколку атрактивни локации во нашиот град, секој ден за гарантиран чекпот и најголеми добивки. Уживајте во прекрасниот амбиент и врната услуга само во Казино Стар и секако Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, како изработка на кутии за пици, торти, колачи со надпис на фирмата. Достава на највкусното кафе Мокамбо, адреса 29 ноември, број 109 до Стокомат и Тобакото на Славе, нарачки на телефон 070 263 108. Суди на овој надпревар Ѓоревски, Крстевски и Филиповски, сите од Скопје. За домачините забележувам со број 5 во Теофиловски. Само да го проследим овој прв напад на гостите со број 11. Први поени запишува Велевски. Кај домачините реков број 5 Теофиловски, број 6 тука е Василевски, таму е Шуменковски со број 9, а во Бунар Николовски со број 12. А на врзина гостите со четвртиот поен на Велевски доаѓаат до предност од 4:0. Кај домачините во петорката уште не го споменав Крстевски. Први поени за Василевски на овој надпревар. Да видиме со број 4, таму е Стеван Анџија. Стеван Анџија за 2 сега. Промашува висок скок со број 9 и први поени на Тодоровски. Во петорката уште играчот со број 8 Јовановски и играчот со број 10, тоа е Јаневски. За 3 поени промашува Теофиловски во неговиот прв обид. Нов напад за екипата на Мега Баскет. Со број 10 поени постигнува Јаневски, а при тоа беше фаулиран Јаневски, че има и дополнително слободно фрлање. Исклучително важен надпревар за екипата на Тетекс, во можноста теоретски да се приклучи во борбата за опстанок, доколку го добие секако овој надпревар, доколку загуби и денеска, мислам дека тоа ќе бидат крај на надеждите за опстанок во втората кошаркарска машка лига. Во дополнителното фрлање таму Јаневски беше претходно успешен трет негов поен. Јовановски сам, не, вади до Стеван Анџија, овој за 2. Си поигра топката на обрачот и промашува Стеван Анџија. Крстевски сега. Убава асистенција до Теофиловски. Овој уште еднаш до Крстевски. Први поени за Крстевски, 4:9 на стартот на овој надпревар. Стеван Анџија. Таму со број 18 бил Стевановски. Василевски продолжува. Ова е грубо стартуваше таму, обичен фаул. Судијата Ѓоревски пресудува обичен фаул во двочекор. Тоа ќе бидат 2 слободни фрлања за Василевски.
Дискусија на судиската тројка со гостинскиот тренер. Гостинскиот тренер, ако добро забележувам, тоа е поранешниот играч на Пелистер од Битола, Мико Голубовиќ. Сега може да се изврши измената, за прв пат во игра кај гостите со број 13. Тоа е Настески. Пред малку Василевски запиша трет поен од дополнителното слободно фрлање. Стеван Анџија сега блокиран од Василевски. Топката кај Шуменковски. Теофиловски. Николовски. Крстевски сега. Крстевски вади надвор до Шуменковски. Ја газеше аут линијата Шуменковски. Измина 3 минути од првата четвртина, резултатот на семафорот 5:9. Со број 8 Јовановски. Блок му прави Тодоровски. Сега со број 13 Настевски за 3, прекраток. Крстевски прифаќа топка. Теофиловски. Подзастанува Теофиловски. Важат поените, покажува судијата Филиповски. Тоа се први поени на Теофиловски, но има можност веднаш од линијата слободни фрлање да запише и трет поен. Интересен почеток на овој надпревар. Теофиловски запишува и трет поен. Јовановски уфрла топка во игра и го предводи новиот напад за екипата на Мегабаскет од Прилеп. Со број 10 Јаневски. Сега прв пат во игра со број 15 искусниот играч Захариевски. И овој играч има прволигашко искуство, долги години настапуваше во екипата на Пелистер од Битола. Импонира со неговата висина и секако дека ќе представува огромна закана за домашниот тим под обрачите. Захариевски постигнува први негови поени од линијата за слободно фрлање, зголемува на 8:12. Николовски вади до Василевски. Василевски во дуел со Стеван Анџија. Теофиловски сега. 2 секунди. Теофиловски на време ја исфрли топката, но сепак промашува. Јовановски. Захариевски. Повторно Захариевски. Јовановски. Захариевски прима топка. Треба да биде удвоен тука. Стеван Анџија сега. Стеван Анџија за 2. Успешен Стеван Анџија. Капитенот на Мегабаскет од Прилеп запишува први поени. Пред малку не забележав добро, тоа беше 11 поен од линијата слободни фрлања за Захариевски. На семафорот имаше 9 поени, двете слободни фрлања 11, сега со овие 2 поени на Стеван Анџија резултатот 8:13. Изминаа точно 4 минути од првата четвртина. Николовски предводи нов напад за домачините, ја газеше линијата, промашува. Захариевски прима топка. Заборавен под обрачот играчот со број 9 Тодоровски, но промашува Зицер од непосредна близина. Стеван Анџија сега топка му краде тамо Шуменковски. Шуменковски до Николовски.
Некако повторно топката во рацете на домачините. Помалку сречно би рекол. Василевски сега. Кросовер дриблинг на Василевски. Фаулиран Василевски. Сепак судијата Крстевски покажува чекори. Први измени и кај домашниот тим излегуваат Николовски и Василевски, на нивно место Ценовски и капитенот Владимир Костовски. А Јовановски предводи нов тим, нов напад за екипата на Мегабаскет. Јаневски, Захариевски. Сега, ако од претходно Тодоровски промаши од непосредна близина, сега успешен од пост позиција, четврти негов поен, зголемува на 8:15. Крстевски, Костовски, Крстевски, за 3. Промашува Крстевски. Не треба дозвола домачините веднаш на почетокот гостинскиот тим да создаде значителна предност. После тешко се стига, ова беа чекори. Така е, чекори од играчот со број 9 Тодоровски. На почеток на овој надпревар многу ротира и гостинскиот тренер. А Ценовски предводи нов напад за екипата на Тетекс. Повеќе од една минута, резултатот на семафорот 8:15. Крстевски, побар се од Захариевски, убав ролинг на Крстевски. Четврти поен за Крстевски. 10:15. Сега Стеван Анджија убаво блокиран од Теофиловски. Ова ќе биде држена топка, така е. Да видиме што покажува стрелката на записничката маса. Тоа ќе биде напад за Тетек, затоа што првиот напад на овој надпревар го имаше екипата на Мегабаскет. Измина 6 минути од првата четвртина. 10:15. Теофиловски. За прв пат во игра Апостоловски, оставен сам Апостоловски. Излегува оваа топка од обрачот штета. Ова беше можност уште повеќе да се намали водството на Мегабаскет. Сега Стеван Анджија, Захариевски. На крајот топката сречно до играчот со број 10, тоа беше Јаневски. Сега Шуменковски на спротивната страна положува покрај Јовановски. Први поени за Марио Шуменковски и веднаш оваа серија на домачините ја прекинува со тајма од гостинскиот тренер. А ни ова пауза меѓу четвртини. И ова пауза ќе искористиме за да ги испочитуваме спонзорите на овој пренос. Тоа се нашите нови пријатели поддржувачи Ателие 22, Дизајн и мебел, компанија за изработка на висококвалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн. Се издвојува од конкуренцијата со својот квалитет. Локација во село Лешока, телефонски број 070 358 300. Потоа Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, како изработка на кутии за пица, торти, кулачи со надпис на фирма. Достава на највкусното кафе Мокамбо, адреса 29 ноември број 109, веднаш до Стокома Кито Бакото на Славе, нарачки на телефон 070 263 108 и секако Казино Стар на неколку атрактивни локации во градот, секој ден за гарантиран джекпот и најголеми добивки. Уживајте во прекрасниот амбиент и врната услуга само во Казино Стар. А за нашите долгогодишни пријатели поддржувачи Јани Пица сервис Јани FM и Vibe Production, нешто подоцна во преносот. Стеван Анджија сега. Со чекори таму, ситни со елементи на чекори Јаневски. Сега Јаневски во дуел со Теофиловски. Јаневски вади надвор.
Некако се сноđат за 3 поени. Промашува Јовановски, но повторно топката кај гостите. Стеван Анџија сега високо ја исфрли оваа топка, промашува. Висок скок на Ценовски. Апостоловски, Ценовски. За момент краде топка Стеван Анџија. Уште 12 секунди до крајот на нападот за гостите. За домаќините се извинувам. Костовски. Костовски. Уште 3 секунди за напад, за овој напад на екипата на Тетекс. 12 спрема 15. Теофиловски. Вади до Шуменковски. Овој за 3. Тројка на Шуменковски. Во последната секунда од нападот, тројка на Шуменковски. Израмнува на 15 спрема 15. Шуменковски во дуел со Јовановски. Убаво краде топка таму Апостоловски. Како фаул виде сега судијата Филиповски овде. Чиста игра беше ова, најискуствена ветеранот во екипата на Тетекс, Ненад Апостоловски. Сепак судиите проценија нешто друго. И двете екипи се уште него имаат исполнето бонусот, затоа топка од страна за екипата на Мега Баскет. Да видиме сега за што се консултираат Ѓоревски и Крстевски. Имало едно неофицијално лице на клупата на Тетекс. Тоа е тренерот на еден од тренерите на младинските категории на Тетекс, кој многу пати бил во составот на Тетекс. Како и да е, тоа не е никаков проблем. Преварот продолжува. Марко Зафировски се упатува во потребинскиот простор. 2 минути до крајот на првата четвртина, резултатот 15 спрема 15. Јовановски уфрла топка за Мега Баскет. Захариевски во дуел со Апостоловски. Сега со број 13 таму. Први поени на Настески. Ценовски. Проблеми со семафорот. Проблеми со оној мал семафор што покажува истек на напад за, односно 24 секунди. Сега ние додека трае оваа пауза да кажеме и за нашите верни пријатели поддржувачи, тоа се Пица и Кейк сервис Јани ФМ, кој што од само пред 10 дена и со нова локација, и тоа во главниот град во Скопје. Може да си порачате од највкусната пица пастрмалија и во нашиот главен град, во Пица и Кейк сервис Јани ФМ. Преку кликни јади и корпа, пронајдете ги и порачајте од највкусната пица и пастрмалија. И секако Vibe Production. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во нашиот град, а Vibe Production ви нуди незаборавни настани скоро секој месец. Блокиран капитенот Костовски. Јаневски додаде таму до Настевски. Висок е Захариевски таму. Фаулиран Настевски со број 13, иако екипата на Тетекс не е во бонус, ова беше обид за шут. И че има 2 слободни фрлања за екипата на Мега Баскет.
Настевски успешен само во дополнителното слободно фрлање, го посака топката, односно во второто слободно фрлање. Ценовски се. Двоен блок за Ценовски, краде топка тамо Јовановски. Чиста топка, чисто на топка стартуваше сега Ценовски, се извади за изгубената топка на некој начин. Стеван Анџија го фаулира Зафировски. (15-18) на минута и 20 секунди до крајот на првата четвртина. Апостоловски. Костовски има можност да игра 1-1. Апостоловски сега за 3 во бунар. Само 15 постигнати поени во првата четвртина. Да, не беше она тројка на Шуменковски во последната секунда, тоа ќе беа скромни поени. Што значи дека екипата на Тетекс шутерски не е расположена во ова прва четвртина. Не успеа сега таму Настевски. Костовски. Зафировски до Ценовски. Фаулиран Ценовски. Спортски подава рака таму Настевски. Ќе бидат тоа две слободни фрлања за екипата на Тетекс. Велам не оди шутот на почетокот на овој надпревар. Прв поен на Ценовски. Последни 30 секунди во првата четвртина. Ќе останат некои 6 секунди за екипата на Тетекс. Со број 10 е Јаневски, сега Стеван Анџија. Вади до Јовановски, овој за 3, убаво одеше оваа топка. Први поени за Јовановски. За 3, штета не врати таму Теофиловски и измина првата четвртина. Резултатот по првите 10 минути 16-21 за гостите. Не се издвојува некој играч со поените после оваа прва четвртина. А ни оваа пауза меѓу четвртини повторно да подсетиме дека овој пренос во живо на YouTube каналот на Тетовски спорт го следите благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи. Пица и кейк сервис Јани FM, највкусната пица и пастрема Илија. Секој ден домашно готвено јадење и колачи по извор. Телефонскиот број добро познат на сите 075 909 000. Vibe Production. Концертот на 9 март за Иван Босилчич е веќе распродаден, а Vibe Production веднаш ви нуди на 9 април ново изненадување. Во Македонската филхармонија гостуваат неповторливите нови фосили. Побрзајте на ticketx.mk да си набавите на време билет. И нашите нови пријатели поддржувачи Европак Б2, компанија за достава на гостителски шеќер, како изработка на кутии за пица, торти и колачи со надпис на фирма, достава на невкусното кафе Мокамбо, се наоѓаат веднаш до Стокомак и Тобакото на Славе, нарачки на телефон 070 263 108, Казино Стар на неколку атрактивни локации во нашиот град, секој ден за гарантиран джекпот и секако најголеми добивки имате во Казино Стар. Пробајте си ја среќата и можеби да заработите некој денар. Ателје 22, дизајн и мебел, компанија за изработка на висок квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн. Се наоѓаат во село Лешок, телефонски број 070 358 300, а ние се враќаме
со настаните на паркетот во салата 8 септември во Тетово. Настевски за 2 промашува, висок скок на Теофиловски. Сега Теофиловски ги распоредува останатите играчи. Топка прима Костовски. Јовановски сечи уште една топка. Пети поен на Јовановски. После онаа тројка кон крајот на првата четвртина, нови поени на Јовановски, 16 спрема 23. Теофиловски, Ѓорчевски. Ѓорчевски сега. Зафировски. Апостоловски за 3. Неуспешен. Контранапад на гостите. Јаневски со 5 поен. Веднаш оваа серија на гостите ја сече и домашниот тренер Никола Ристовски, че има можност за нови совети. Како да се продолжи овој надпревар, веќе прв пат опиплива предност од 9 поени разлика за гостите од Прилеп. А ние да повториме дека вие го следите овој пренос со коментар на мојата маленкост Чеде Јанчевски директно на YouTube каналот на Тетовски спорт, благодарение на нашите спонзори, тоа е Казино Стар, Ателје 22, фирма за мебел и дизајн, Европак, Б2, за достава на угостителски шеќер, кутии за пици, торти и колачи по нарачка, Пици Кек сервис, Јани FM и секако Vibe Production. 1 минута и 10 секунди измина од втората четвртина. Шеснаесет спрема 25. Николовски. Ѓорчевски. Губи топка Ѓорчевски, уште еден контранапад. За момент краде топка Теофиловски. Захариевски. Стеван Анџија сега. Стеван Анџија оди сам. Ја изделка таму таблата, сакаше да додава. Ова е неспортска лична грешка. 3-1 одеа гостите. Односно домачините, се извинувам. Да видиме дали ќе има консултација на судиската тројка. Во контранапад 3-1 беа домачините. Очигледна намера да се спречи контрата и така е првиот судија Ѓоревски покажува неспортска лична грешка, што значи дека Шуменковски ќе има 2 слободни фрлања и топка од страна за екипата на Тетекс. Шуменковски успешен само во второто слободно фрлање. 6-ти негов поен. 17-25. Николовски. Николовски 1-1. Убав дриблинг најпрво на Николовски, потоа и скок шут од пост позиција. Први поени за Николовски, сега Стеван Анџија на спротивната страна, Јаневски. Блок му прави Захариевски, Јаневски. Влегува Јаневски. На топка стартуваше Крстевски.
Đorevski ovdje vide faul. Не сум баш сигурен. Но како и да е, на линијата за слободни фрлања е Јаневски. Шести поен на Јаневски. 19 спрема 26. Теофиловски сега. Николовски, какви дриблинзи на Николовски. Блокиран на крајот. Последен играч со топка. Штета. Се направи добро Николовски, освен завршницата. Стеван Анџија сега вратена топка. Сепак пресечена претходно Николовски, во право се судиите. Крстевски. Крстевски освои топка, но мислам дека нагази на линијата. Така е судијата Филиповски му кажува дека нагазил на линијата. Ќе биде тоа аут за екипата на Мега Баскет. Нови 14 секунди, затоа што се веќе во предно поле. Јовановски ќе уфали топката во игра во вториот обид. Се отвара Стеван Анџија тамо за 3. Не успева Стеван Анџија. Крстевски убаво го гради сопствениот кош. Не треба да се брза во вакви ситуации. Ова се лесно продадени топки кои што ова борбена игра на домачините и овие освоени топки по голема борба. Не треба лесно да ги продава, тоа сакав да го кажам во претходниот пат. Еве и сега уште една таква освоена топка. 1 минута, резултатот на семафорот 19 спрема 26. А екипата на Тетекс во нова можност да ја намали оваа предност на гостите. Теофиловски со топка. Се отвара тамо Ѓорчевски. Веднаш губи топка Ѓорчевски. Јаневски до Јовановски. Јовановски. Газеше тамо за 2. Но Стеван Анџија највисок во скокот. Стеван Анџија сега сам до крај. Четврти поен на капитенот на гостите Стеван Анџија. Ценовски сега. Убаво Ценовски, како брз воз помина таму покрај Захариевски. Очигледно годините си го прават своето кај искусниот центар на Мега Баскет. Стеван Анџија. Вади надвор. Повторно газеше на линијата играчот со број 9 Тодоровски. Уште едно промашување, фаул во напад сега на Тодоровски, така е го одгор на Ѓорчевски во овој дуел под обрачите. Излегува Ѓорчевски.
На негово место повторно во игра Василевски. 21-28. Повторно Ценовски. Фаулиран Михаил Ценовски. За малку не постигне и поени. Многу промашени слободни фрлања уште во првото полувреме. На 50% се од линијата за слободни фрлања домаќините. Четврти поен за Михаил Ценовски. Стеван Анџија сега. Јаневски. Флоутер на Јаневски. Го посака топката Јаневски. Најефикасен кај гостите играчот со број 10 Јаневски. 10 негов поен. На средина сме на втората четвртина, резултатот 22-30. Убава финта таму на Шуменковски. Во стилот би рекол на Врбица Стефанов, тој знаеше вака да се сврти поштум да ја врачи топката и да продолжи со дриблинг. За момент ме подсети Шуменковски на него. А при постигнувањето на поени беше и фаулиран. Осми и девети поен на Шуменковски. Јовановски. Стеван Анџија, Јаневски, повторно Јовановски. Неколку пати ја осменија поседот на врвот на линијата 6.75. Сега Јовановски за два промашува, но повторно ја фаќа топката. Промашува сега со лева. Контранапад. Во контра Ценовски ги запишува своите 6 поени. Брзо се игра во овие моменти. Јовановски, Јаневски. 27-30, се будите доската публика. Вади надвор до Тодоровски, овој промашува. Повторно топката кај Јовановски. Сега Настевски, за два промашува и на крај играчот со број 9 Тодоровски запишува поени. Се снајдоја некако. Гостинските кошаркари 27-32. Теофиловски. Василевски. Со елементи на чекори Василевски. Стеван Анџија за 3. Веднаш кажнува Стеван Анџија. Седми негов поен. Дваесет и 7-35. Ценовски за 3. Фаулиран за тројка, така е, од Тодоровски. Ќе биде тоа 3 слободни фрлања, се надеваме дека ќе биде поуспешен, повеќе од 50%, со повеќе од 50% успешност од линијата за слободни фрлања Ценовски. Не коментирам ништо до третото слободно фрлање. Три од 3 за Ценовски. Намалува на 30-35. Веднаш како да ја вратио на тројка на Стеван Анџија. И повторно само плюс 5 за Мегабаскет од Прилеп. Јаневски, Стеван Анџија. И тој со елементи на чекори. За момент краде топка Шуменковски. Николовски. Шуменковски. Шуменковски положува.
11 поен на Шуменковски. Сега тајмаут бара гостинскиот тренер Мико Голубовиќ. Домачините на само минус 3, 32-35, на точно 3 минути до крајот на полувремето. Добра можност, ние уште еднаш да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели подржувачи Music Bar Vibe. Младите знаат зошто Vibe е најдоброто место за забава во Тетово. А Vibe Production на 9 април ги носи нови фосили во Македонската филхармонија. Побрзете на ticketix.mk да си набавите карта. Пица и кек сервис Јани FM, дефинитивно највкусната пица и пастрмелија во нашиот град. Секој работен ден домашно сготвено јадење и колачи по избор. Нарачки на телефон 075 909 000. Европак Б2, компанија за достава на гостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти и колачи со надпис на фирма, достава на највкусното кафе Мокамбо, адреса 29 ноември 109, односно до Стокомак и Тобакото на Славе, телефон 070 263 108. Казино Стар на неколку атрактивни локации во градот, секој ден за гарантиран джекпот и најголеми добивки. Прекрасен амбиент и врвна услуга само во Казино Стар и секако Ателие 22, дизајн и мебел, компанија за изработка на висококвалитетен мебел по меркап, дизајн на интериер и архитектонски дизајн, се издвојува од конкуренцијата со својот квалитет. Локација во село Лешок, телефонски број 070 358 300. Продолжи над преварот со нов напад за гостите. Јаневски. Во 3 секунди се тоа во рекетот, но не забележуваат судиите. Штета на крајот, измина времето. Така измина времето. Забележав и јас. Немаше екипата на Тетекс остварено посет, туку само на момент ја пресекоја топката. На крајот таа заврши во рацете на играч со број 11, но веќе беше изминати оние предвидени 24 секунди за напад. И уште една можност домачините да го намалат резултатот. Ценовски. Шуменковски. Фаулиран Теофиловски. На записничката маса забележувам дека гостинската екипа веќе го има исполнето бонусот, тоа ќе бидат 2 слободни фрлања за Теофиловски. Успешен во 2 слободни фрлања Теофиловски. Веќе не коментирам ништо во кога ги изведува домашните овие слободни фрлања. Се поправија во вториот период. 34-35, само 1 поен на предност и тоа само за момент. Стеван Анџија со нови поени. Прво листата на стрелците кај гостите со 9 негов поен. Теофиловски, Шуменковски сега. Во дуел со Јаневски ја подзаборави топката. Неправилно водење покажува судијата Крстевски. Нов напад за екипата на Мега Баскет. Велески губи топка, но последен со топката играл Теофиловски. Стеван Анџија. Јовановски сега. За 3 Јовановски. Промашува Јовановски. Шуменковски до Ценовски. Блок му прави Крстевски. Теофиловски сега. Чекори се ова, чекори се, така е, така. Нема потреба да се буна домашните кошаркари. Исправна одлука на овој пат
Да ги пофалиме судите, исправна одлука на Филиповски, чекори бе ова. 34-37. Јовановски. Убави дриблинзи на Јовановски. Во ова додавање очигледно топката е допрела еден од домашните кошаркари. Една минута до крајот на полувремето. 34-37, Стеван Анџија. Уште само 2 секунди за нападот на Мега Баскет. Краде за момент Крстевски. Крстевски во контранапад, успешно положување на Крстевски. 13 негов, односно се извинувам, 6 поен на Крстевски. Неправилно поставен блок од Велевски. Фаул во напад. 36-37. 42 секунди до крајот на втората четвртина. Да видиме која екипа ќе оди со предност после првото полувреме. Можност екипата на Тетекс да го преземе водството на овој надпревар. Ценовски сам заглави таму, висок скок на Теофиловски, сега Николовски. 3 секунди треба да шутира, Фаулиран беше Николовски. 2 слободни фрлања за младиот Николовски. Забележувам на клупата на екипата на Тетекс на овој надпревар недостасуваат играчите од Гостивар, кои што настапуваат за екипата на Тетекс, браќата Јаневски и искусниот Слободан Михајловски. Но видовме дека и на претходните надпревари дека и со нив придонесот и на нив не беше нешто посебен. Тетекс ги губиеше надпреварите и со нивно присуство. Да видиме како ќе биде на овој надпревар. Само 5 секунди до крајот на првото полувреме. Јовановски со топка. За 3 поени Јаневски, неуспешен. Измина времето, така нема да се важи ова. Штета Николовски претходно не ги погоди слободните фрлања. Со резултат 36-37 завршува првото полувреме на надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и екипата на Мега Баскет од Прилеп. По вообичаената пауза повторно сме со коментар од салата 8 септември во Тетово. Очекуваме почеток на второто полувреме од надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Мега Баскет од Прилеп. Надпревар што во живо може да го следите на YouTube каналот на Тетовски спорт. Надпревар кој што во првиот дел заврши со резултат 36-37. А овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт го гледате благодарение на нашите спонзори: Ателие 22, дизајн и мебел, компанија за изработка на висок квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериери и архитектонски дизајн, се издвојува од конкуренцијата со својот квалитет. Локација во село Лешек, 070 358 300, Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за пици, торти и колачи со надписна фирма, достава на невкусното кафе Мокамбо. Адреса до Стокомак и Тобакото на Славе, телефонски број 070 263 108. Казино Стар на неколку атрактивни локации во градот. Секој ден за гарантиран чекпот и најголеми добивки. Прекрасен амбиент и врна услуга секако во Казино Стар. Прв напад и прва изгубена е топка за екипата на Тетекс. Секако подоцна
и за нашите верни пријатели поддржувачи Pizza Cake Service, Јани FM и Vibe Production. Нов напад за екипата на Мега Баскет. Прво, вториот дел. Велевски со топка. Против Теофиловски. Краде топка од Теофиловски. Шуменковски оди до крај. Промашува Шуменковски. Штета. Че треба и поголема поддршка од тетовската публика, која скоро до последното место го има исполнето. Ги имаат исполнето трибините во спортската сала 8 септември во Тетово. Велевски 6 негов поен. Сега Василевски. Убава акција на екипата на Тетекс. Ја завршува со поени Крстевски. 8 поен на Марио Крстевски, 38-39. Фаулиран Јовановски, ќе бидат тоа 2 слободни фрлања за Јовановски. Успешен во првото слободно фрлање. Погодува и во второто Јовановски, 7 негов поен, 38-41. Николовски. Крстевски сега. Краде топка Јовановски. Држена топка, тоа ќе биде напад за екипата на Мега Баскет. Не, фаул судеше таму. Фаул судеше судијата Филиповски, третиот судија на овој надпревар. А и стрелката покажуваше доколку беше држена топка. Напад за екипата на Мега Баскет. Настевски, Јовановски, Јаневски комбинираат на линијата за 3 поени. Сега останува сам Јовановски во бунар. Промашува таму. Мислам дека не треба да има нови 24 секунди. Промаши таму играчот со број 9 Тодоровски. Топката не го допре обрачот, а на оној мал семафор за 24 секунди беше ресетирано времето. Тоа се објаснува до сега со делегатот судиската тројка и покажува дека првиот судија Џоревски покажува дека само 1 секунда ќе има за напад екипата на Мега Баскет. Веднаш Јаневски упатува удар, промашува, висок скок на Теофиловски. Фаулиран Теофиловски од Настевски. Триесет 41, изминаа 2 минути од третиот период. Василевски лесно го поминува Настевски, вади до Шуменковски, Шуменковски за 3. Најрасположен кај домачините, Шуменковски втора негова тројка, 14 поен на Шуменковски и израмниот резултатот 41-41. Велевски сега, Велевски за 2. 8 поен на Велевски. Сега неуспешно се охрабри Шуменковски. По постигнатата тројка пред малку. 41-43. Јовановски. Јаневски. Промашуваат гостинските кошаркари. Се снајде тамо Теофиловски.
Теофиловски сега. Николовски за 3. Ништо. Стигнува таму Јовановски. И поведува нов напад за екипата на Мегабаскет, исклучително борбени и гостинските кошаркари на овој надпериод. Јаневски за 3 од агол сега во бунар, Крстевски освојува топка. Теофиловски до Шуменковски. Теофиловски за 2. Ја намести оваа акција тренерот Никола Ристовски. Заигра под кошот на Теофиловски. Чувствуваше дека има предност против Јовановски таму и Теофиловски го потврди тоа. Изминаа 4 минути од третиот период. 43-43. За тројка промашува таму Настевски. Василевски во нов напад. Василевски за 2. Поени на Василевски. По подолго време предност за екипата на КК Тетекс. Со петиот поен на Василевски. 45-43. Велевски. Велевски за 2. Сега Велевски го полни кошот на домачините. 10 негов поен. Него забележа тамо Шуменковски. 16 поен на Шуменковски. Прекината беше играта за момент. Јовановски ја поправаше својата спортска опрема. Во игра наместо Велевски влегува Захариевски. Мислам дека тој не е толкава опасност како Велевски. Ево го сега. Изгуби неколку. Одлучно судијата Крстевски вели дека немало контакт од противничкиот кошаркар. Да му веруваме, искрен да бидам, не забележав најдобро. Јовановски во дуел со Крстевски. Сега Јовановски против Ценовски. Јаневски уште еднаш од страна е овој пат. Прецизен Јаневски, 11 негов поен. И повторно екипата на Мегабаскет во водство. За 2 Теофиловски промашува, штета. 4,5 минути до крајот на третиот период. 47-48. Настевски. Захариевски. Јаневски. Тодоровски за 3 повторно доаѓа до него. Топката сега на положување Јаневски. 13 негов поен. Најефикасен кај гостите. Очигледен прекршок во напад на Крстевски. Преагресивен беше во поставувањето на овој блок. А Јовановски како да го чекаше тоа. Неговата дополнителна реакција придонесе судијата Ѓоревски да досуди фаул во напад. Измени кај домачините. Костовски и Ѓорчевски во игра. 47 спрема 50. Агресивен во одбраната Ѓорчевски. Настевски.
Две слободни фрлања за Настевски. Промашува во првиот обид Настевски. Два пати промашува Настевски. 47-50. Интересен надпревар, резултатски неизвестен. За 3. Иде уште една тројка. Марио Шуменковски. 19. Поена Шуменковски, не забележав сега. Што се случи, што досуди судијата Крстевски, играчот со број, што е досудено, со број 9 се упатува на линијата слободни фрлања, очигледно кога при постигнувањето на поените на Шуменковски, некој од играчите на Тетекс во истиот момент, кога топката беше во воздух, направил тамо под противничкиот обрач прекршок. Со број 9 Тодоровски е на линијата за слободни фрлања. Успешен во двете слободни фрлања. Захариевски против Ценовски. Захариевски за 2. Не е нешто посебно ефикасен Захариевски, четврти негов поен. Василевски, Ѓорчевски. Ѓорчевски во дуел со Јовановски за 3, Ѓорчевски фаулиран за 3 поени, така е. Очигледен беше прекршокот на Јовановски. Покрај Апостоловски, Ѓорчевски е ветеран во екипата на Тетекс, може да кажеме, играч со огромно искуство, дури со прволигашко искуство. Своевремено настапуваше Александар Ѓорчевски за екипата на МЗТ Скопје во првата кошаркарска лига на Македонија. Но тоа беа времења кога Ѓорчевски беше далеку помлад. Две од 3 за Ѓорчевски од линијата за слободни. 52 спрема 54. Јовановски. Стеван Анџија. Захариевски уште еднаш во дуел со Ценовски. Стеван Анџија фаулиран од Ѓорчевски. И Стеван Анџија ќе биде на линијата за слободни фрлања. 2 минути и 42 секунди до крајот на третиот период. Како да се разжешти надпреварот во овој трет период. Следиме и далеку поефикасна четвртина. Стеван Анџија успешен само во првото слободно фрлање, 10 негов поен. Ѓорчевски сега. Костовски за 3. Фалат овие поени на капитенот, први на овој надпревар. Израмнување 4-5 на семафорот, 55-55. Јовановски сега со топка. Стеван Анџија. Не треба сега да прават фаули во бонус е екипата на Тетекс. Секој прекршок ќе се санкционира со 2 слободни фрлања.
И повторно 2 предност за екипата на Мега Баскет. 55 спрема 57. Тайм-аут за тренерот Никола Ристовски. Добре да ги одмори домашните кошаркари со 1 минута, затоа што има скратена ротација на овој надпревар. А ние да подсетиме дека спонзори на овој пренос во живо на YouTube каналот на Тетовски спорт се нашите верни пријатели Пица и кек сервис Јани ФМ, дефинитивно највкусната пица и пастрамалија во нашиот град, секој работен ден, домашно сготвено јадење и колачи по избор. Нарачки на телефон 075 909 000, ново кај Пица и кек сервис Јани ФМ е новата локација на Пица и кек сервис Јани ФМ во Скопје, каде што може да си нарачате, најдете на соработува Пица и кек сервис Јани ФМ со кликни јади и корпа, па може да си порачате пица и од таму. Music Bar Vibe, младите знаат зошто Vibe е најдоброто место за забава во Тетово, останатите може да побрзате да си купите карта за 9 април за концерт за Нови фосили во Македонската филхармонија. За останатите наши пријатели поддржувачи во наредниот прекин. Благодарение на кој го следите и токму овој пренос, тоа е Ателие 22, Мебел и дизајн, Европак, B2 и Казино Стар. Нешто повеќе подоцна и за нив. Продолжи на преварот Ценовски. 55-57, 2 минути до крајот на третиот период. Шуменковски, Костовски, додава до Теофиловски. Теофиловски, Ѓорчевски за 3 сега. Штета не влезе оваа топка. Јаневски, Јовановски си. Го подзаборавија таму Тодоровски под кошот. Каква асистенција на Јовановски. Теофиловски за 3. Убаво одеше овој шут. На спротивната страна. За момент ја загуби Јаневски оваа топка. И уште еднаш заборавен сам под кошот играчот со број 9. 10 негов поен. Тодоровски. На барзина гостите прават серија од 6-0. Костовски за 2. 5 поен. 57-61. Стеван Анџија, Јовановски, Јаневски, Тодоровски, Захариевски. Во аголот за Стеван Анџија. Сега Јаневски. Штета. Ова одбиена топка повторно во рацете кај кошаркарите на Мега Баскет. 7 секунди. Јаневски. Стеван Анџија за 2. Успешен Стеван Анџија. Најефикасен кај гостинскиот тим. Младиот Стеван Анџија. 57-63. Со овие поени на Стеван Анџија заврши и третиот период. Момент да кажеме она што ви останав должен од пред малку, а тоа е дека Ателие 22, компанија за дизајн и мебел, изработува високо квалитетен мебел по мерка, дизајн на интериер и архитектонски дизајн, се издвојува од конкуренцијата со својот квалитет. Локација на нивниот погон во село Лешок, а може да се договорите на телефонскиот број 073 58 300. Казино Стар, најдоброто казино во Тетово, на неколку атрактивни локации во градот. Зошто е најдобро? Затоа што секој ден имате загарантиран джекпот и најголеми добивки. Секако прекрасен амбиент и врвна услуга само во Казино Стар.
и Европак Б2, компанија за достава на угостителски шеќер, изработка на кутии за пица, торти и колачи со надписна фирма, достава на највкусното кафе Мокамбо, се наоѓа веднаш до Стокомак и Тобакото на Славе. Не рачувате на телефонскиот број 070 263 108. Во очекување сме на последната четвртина. Четвртина која што ќе ни го даде одговорот дали екипата на Тетекс во оваа второлигашка конкуренција ќе ги задржи шансите за опстанок во лигата или пак доколку биде поразена на неколку кола до крајот. Фаул во напад на Захариевски, велам на неколку кола до крајот. Веќе се поизвестно ќе биде дека доколку нешто драматично не се случи, повторно од следната сезона ќе настапува во третата лига. Интересно, минатата година овие две екипи што ги гледаме денески настапува во третата лига. Екипата на Тетекс се освои шампионската титула прво место во финалето, токму во Скопје во заигрувањето во тој финален плейоф надпревар беше поиспешна од екипата на Мега Баскет од Прилеп. И двете екипи обезбедија пласман во втората лига. Јовановски, Стеван Анџија за 3. Тројка како капка на Стеван Анџија од аголот на теренот. 17 негов поен и 9 поени предност за екипата на Мега Баскет. Костовски. Од огромна далечина Ценовски не успева. Сега Теофиловски. Лесно поминува Теофиловски. Девети поен на Теофиловски. 59-66. Стеван Анџија. И тој на втор обрач. 19 поени на Стеван Анџија се изравнува со побројот на поени со Шуменковски. Најефикасни двајцата на овој надпревар. Измина 1,5 минута во последната четвртина. 59-67. Крстевски, Николовски повторно во игра. Ценовски. Теофиловски. Крстевски. Крстевски. Промашува за 2. Јаневски. Промашува Јаневски, се бори таму Крстевски, ја освои оваа топка, убава одбрана во текот на целиот надпревар. Теофиловски. Нема потреба вака да се брза во нападот. Многу вакви изгубени топки. Останува 59-68. Тодоровски. Стеван Анџија сега. Стеван Анџија заглави таму. Вади до Тодоровски. Тодоровски промашува за 3. Чекори на Стеван Анџија. Заглави под противничкиот кош. Еве уште една можност екипата на Тетекс да фати резултатски приклучок. Николовски. Контра 4-1 кај гостите. Стеван Анџија завршува со нови негови поени. Најефикасен на надпреварот. 21 кош на Стеван Анџија.
И 10 плюс за екипата на Мегабаскет. Шуменковски. За 3 Теофиловски не успева. Крстевски за 2 застана. Промашува Крстевски. Не им оди ништо на домачините во овој период. Захариевски на спротивната страна искусно, 6-ти негов поен. Убава акција сега. Захариевски го фолира Ценовски, ќе биде тоа две слободни фрлања за пета лична грешка било тоа на Захариевски. Гледав зошто играта е прекината. 59-72. Дали се недостижни овие 13 поени предност ќе видиме. Јаневски губи топка, уште еднаш Теофиловски игра добра одбрана. Непотребна техничка на Ценовски. Шеесет спрема 72. Тодоровски треба да избеде слободно фрлање, нападот после мислам дека треба му припадне на екипата на Тетекс. Така е. Тодоровски користи слободното фрлање по техничката на Михаил Ценовски. 60 спрема 73. Василевски повторно кај домачините во игра. И Апостоловски. Сега Шуменковски. Пробива Шуменковски. Фаулиран од Јаневски. Успешен Шуменковски во двете слободни фрлања, се израмнува по бројот на поени со Стеван Анджија од другата страна. 62-73. Јовановски сега. Велевски. Велевски против Крстевски. Успешен во одбраната Крстевски. Теофиловски, Василевски. Апостоловски, Василевски повторно.
Апостоловски во пробив. Не ми остана судиите, нема тука прекршок. Стеван Анджија сега. Вади до Јаневски, овој до Јовановски. Уште 8 секунди до крајот. Јовановски фолиран од Василевски. На средина сме на последниот период. Екипата на Тетекс се уште го нема исполнето бонусот. Јовановски во дуел со Василевски. Вади до Јаневски. Јаневски сега сам. Неуспешен. Истече нападот, ми се чини. Чинам дека истече нападот. Дали имаше игра на обрач, не забележав. Судиите Ѓоревски и Крстевски. Како што претпоставував дека немаше контакт со обрачот во нападот на екипата на Мега Баскет. Таму Теофиловски за момент се обиде да спаси аут. Тоа не се смета за посет на противничката екипа. Па така екипата на Тетекс во напад. Василевски сега фаулиран, ќе бидат 2 слободни фрлања за Василевски. Пета лична грешка и за Захариевски. Настевски ќе се врати во игра. 62-73, 4 минути и 35 секунди до крајот на надпреварот. Василевски успешен само во второто слободно фрлање. 6-ти негов поен. Стеван Анджија, Јаневски, Јовановски, Јаневски. Нагази на линија, така е, ме послуша судијата Филиповски, односно и тој го забележа ова. 63-73. Можност да намали екипата на Тетекс. Се помалку има време до крајот на надпреварот, но спортски е да се надеваат. Василевски, Теофиловски. Сега Шуменковски прима топка. Ова ќе бидат нови 2 слободни фрлања во обид за шут. Шуменковски. Крстевски по промашеното второ слободно фрлање на Шуменковски, освојува топка. За 3 нема ова, се види дека нема да има поени тука. Јовановски во дуел со Василевски. Јовановски сам. Не успеа, но Настевски борбен под противничкиот кош, сега до Јовановски.
9 поен на Јовановски. И повторно зголемува на 64-74. Шуменковски за 3. Промашува. Очајнички обидин екипата на Тетекс. А контранапад за гостите. Со поени реализира таму Настевски. Пети негов поен. За жал. И последните надежи на овој натпревар мислам дека се загубени. Теофиловски сега. Фаулиран, постигнува поени. Единаести поен на Теофиловски. Малку време има на овој натпревар. Чуда се случуваат во кошарката, но судејќи по досегашната игра на овој натпревар, екипата на Мега Баскет е искусна. Двојно водење таму на Тодоровски. Еве нова можност за екипата на Тетекс. Со број 18 Стевановски во игра, кај гостите. Сега Теофиловски. Чинам дека беше фаулиран тука Теофиловски. Фаул на Теофиловски. Останува 66-77, 2 минути и 19 секунди до крајот на надпреварот. Стеван Анджи. Јаневски. Јовановски за 3. Фаулиран Јовановски за 3 поени. На 2 минути до крајот на надпреварот мора да констатираме дека екипата на Мега Баскет со оваа победа го заверува учеството во втората машка кошаркарска лига и за следната сезона. А екипата на Тетекс и понатаму ќе биде на предпоследното место на табелата. Успешен во 2 од 3 обиди Јовановски, 11 негов поен. Николовски, 66-79. Шуменковски. Не го посака топката. Стеван Анджи. Настевски. Јовановски за 2. Убави поени на Јовановски. 13. Василевски сега. Убаво поминува тамо Василевски. 8 поен на Василевски. Го чекаме само конечниот резултат на овој натпревар. 68-81 во овој момент на точно 1 минута и 5 секунди до крајот на надпреварот. Стеван Анджија. Да биде со овие поени, да биде веројатно најдобар стрелец на надпреварот, 23. Шуменковски има 22 поени кај екипата на Тетекс. 68-83.
го чекаме крајот на надпреварот. 40 секунди до крајот. Јаневски. Ова беше фаул. Судиите оставија игра. Ништо посебно нема да смени, освен тоа што со 24-тиот поен на Шуменковски. Шуменковски е најдобар стрелец, 20 секунди до крајот. 70-83. Играчите полека се поздравуваат. Значи со конечен резултат од 70 спрема 83. Завршува овој надпревар помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Мега Баскет од Прилеп. Вие овој пренос го следевте благодарение на нашите пријатели и спонзори Vibe Production, Pizza и Cake Service, Јани FM, Казино Стар, Ателие 22, компанија за мебел и дизајн и Европак B2 за достава на гостителски шеќер. Уште еднаш КК Тетекс 70, КК Мега Баскет 83. Моето име е Чеде Јанчевски. До наредниот надпревар на екипата на КК Тетекс. Спортски поздрав и пријатно.